Да, се враќаме во емисијата, како што кажав, министерот Филипче сам се јави во нашата телевизија. Тој рече дека сакал да гостува и вечерва, но не е тука на пате, затоа прифати да снимиме едно интервју телефонско. Ние разговаравме конкретно за деловите кои се посочени во писмото на синдикатот на клиничкиот центар и еве да видиме што кажа министерот, да го видиме тоа мини интервју. Во последното писмо синдикатот на клиничкиот центар упати неколку прашања до вас, може да се каже и обвинувања. Тие вела дека не се исполнети некои ветувања кои сте ги дале, се однесуваат на паркинзите на клинички, на платите на специјалистите. Еве да почнеме од почеток за паркинзите. Тие велат дека истекло времето за изградба на двете катни гаражи и намалување на цената на паркинг картичките. Прво, дозволете да реагирам што не ме поканивте на емисијата. Ние оваа дебата во овој состав во неколку наврати изминатите денови ја договаравме со вашата колешка Наташа Стојановска. Меѓутоа баравме соодветен тајминг и не го најдовме. Сметавме дека можеме тоа да го направиме во следната недела, во тек на следната недела ќе беше згодно да ги соочиме аргументите заради тоа што сметам дека и тоа како има што да кажеме од страна на Министерството за здравство и од страна на оваа влада и дека обвинувањата од страна на синдикатот се на вистина неаргументирани. Меѓутоа, еве дозволете да искоментирам и да ви одговорам на првото прашање во однос на гаражите. Тоа е повеќе деценијски проблем во рамки на кампусот на клиничкиот центар. Ние затекнавме пред година и пол една feasibility студија, која што ја ревидиравме и врз основа на која што сега во тек се завршните на процедури во врска со распишување на постапка за приватно јавно партнерство со кое што ќе се направат две монтажни катни гаражи. Едната на местото на старата гинеколошка клиника и другата спроти клиниката за хематологија и трансфузиологија, со која што ќе се триплира капацитетот за паркирање, што сметаме дека сосем доволно да се реши хаосот внатре во рамките на кругот, но и на улицата Водњанска. Во однос на цената, ние навистина немавме ингеренции, тоа е сега во рамките на надлежностите на град Скопје. И точно дека земавме обврска, разговаравме тогаш со градот Скопје, меѓутоа остана да со оглед на тоа што тоа беше веќе донесена одлука на Советот. Ние ова прашање го решиме откако ќе ги превземе ингеренциите, да го решиме тој проблем, како што ова го објасни. Веќе на следната седница на владата е тендерската документација која што владата треба да ја разгледа и после одобрувањето веќе сме спремни да ја распишеме таа постапка. Рокот е 4 до 5 месеци. Значи сметам дека од следната недела 4 до 5 месеци веќе ќе имаме функционално решение со приватно јавно партнерство, кое што значи дека државата нема да вложи пари, заради тоа што сметаме дека нема потреба од таква инвестиција, секаде каде што може инвестицијата да превземе приватниот партнер. И да напоменам дека системот на одредување на цените ќе биде со негативна аукција, при тоа почетната цена е многукратно помала од тоа што е сега цената за вработените на сегашниот паркинг кој што го наплаќа град Скопје. Дано министре, сепак останува фактот дека катните гаражи не се направени во предвиденото или како што е ветено. Сега вие образложивте, но еве ли има ли нов рок, до кога би биле готови и дали воопшто ќе се прават? Па еве ви спомнав дека процедурата е во завршната фаза. Роковите си ги поставуваме сами во рамките на тоа што е капацитет на администрацијата да ги заврши процедурите. Значи помина одредено време да се ревидира feasibility студијата, па да се направи анализа која од опциите, заради тоа што се понудија повеќе опција најповолна, па се одбра таа опција со 2 наспроти 3 гаражи, заради тоа што сметавме дека 3 е прескапо и дека нема да имаме заинтересирани партнери. И сега роковите предвидени во постапката се помеѓу 4 и 5 месеци. И еве да повторам. Значи на следната владина седница во вторник е документацијата која што ќе се оцени и веќе непосредно после тоа можеме да ја започнеме и официјална постапка. Добро, во однос на платите од синдикатот велат дека се далеку од ветените 100.000 денари за специјалисти.
тие велат дека лекарите кои ги споменувате вие со 90 или 100.000 денари плата, дека тие всушност ги пополнуваат празните места во градовите каде не достигаат доктори од пооделни специјалистички области. Имаше зголемување на платите во неколку наврати и мора да кажам дека не се сложувам со тоа што стои во најавата за оваа емисија, но и со реакцијата на синдикатот од пред неколку денови дека оваа влада не ги исполнува ветувањата. Напротив, сметам дека оваа влада е прва влада, тоа одговорно кажам, после 91 година, која што целосно е посветена да го направи здравствениот систем, но и да го врати дигнитетот на здравствените работници. Имено имаше зголемување на платите на сите здравствени работници минатата година за 5%. Понатаму на почетокот на оваа година за 10% на лекарите, за 5% на медицинските сестри, за 8% на сестрите во клиничкиот центар, при тоа се обезбеди дополнителна сума на средства заради тоа што зголемувањето на платите на медицинските сестри требаше да почне заедно со администрацијата во месец септември оваа година. Ние обезбедивме средства да почне во јануари и дополнителни 3%, значи наместо 5 до 8 за медицинските сестри вработени во клиничкиот центар со оглед на комплексноста на работата која што ја работат. Дозволете да најавам дека планираме согласно средствата кои што ќе ги одвоиме уште едно зголемување овој септември на сите и лекари и медицински сестри за обемот, процентот во следниот период ќе излеземе со конкретни податоци. За прва приватните специјализанти добијан доместок за својата работа, побара младите лекари да се платат и дежурствата, меѓутоа се соочивме со административен проблем заради тоа што се тие со договор на дело и не може да се платат дежурства заради тоа што се тоа надоместоци кои што одат на целокупна плата, значи имаме тука пречка која што се обидуваме некако да ја надминеме и последната мерка која што сметам дека е значена, а тоа е за гарантирано платено работно место во рок од 6 месеци, за кој што верувам дека следната година ќе обезбедиме средства и за цела година, секој млад лекар кој што ќе заврши факултет и ќе положи испитот за лиценца во лекарската комара. Значи никој да не биде оставен на улица. Секој лекар кој што има лиценца да дојде и да има работно место во здравствен дом. Во брза помош, вакцинални пунктови и патронажни сервиси, мерка која што ја нема никаде во регионот и освен доктори, ова мерка важи за медицинските сестри кои што ќе работат во патронажните сервиси. Досега на огласот се пријави околу 60 млади лекари кои што имаат лиценца и околу 150 медицински сестри. Да, добро министре, според ова темпо што го зборувате за зголемување на плати, кога би се исполнило ветувањето од програмата на СДСМ за 100.000 денари за сите специјалисти? Веќе сега на одредени клиники во клиничкиот центар има лекари на клиниката за дигестивна хирургија, од каде што е председател на синдикатот доктор Беговиќ, од клиниката за неврохирургија, кои што заедно со дежурствата нето платата надминува 100.000 денари. Но ние ветивме дека ова ќе важи за сите лекари, специјалисти, дека ќе биде во период од 4 години, така да еве со зголемувањето кое што ќе следи ова година и следната година ние ќе го исполниме нашето ветување да лекар специјалист има плата од 100.000 денари. Добро, и уште една работа од синдикатот велат дека немале контакт со вас, тоест дека вие не сте сакале да преговарате, велат последните преговори биле на 15.1.2019. Дали е тоа точно дека го игнорирате синдикатот? Не, одговорно ви кажам дека не стигнало барање за преговори. Впрочем, станува збор за колеги кои што може во било кое време да направиме и телефонска комуникација. Јас имав контакт со еден од лидерите во раководството на синдикатот, еден од нашите колеги анестезиолози во изминатиот период од неколку недели не стигна барање дека треба средба. Одговорно и отворено кажувам дека сите процеси кои што ги водиме во рамки на Министерството, силно поддржани од владината политика за унапредување и зајакнување на нашиот здравствен систем, ги водиме отворено, транспарентно и инклузивно. Дека не веруваме во наметнати решенија, дека и минатите преговори за овие зголемувања кои што успеавме да ги направиме веќе од месец јануари, уште повеќе за сестрите од медицинските сестри од клиничкиот центар, ги направивме заедно. Отворена е вратата. Ние се бориме, сметам дека имаме иста цел, сметам дека се бориме за истата работа и верувајте дека
во Министерството за здравство е отворена вратата за апсолутно секој кој што има идеја, кој што има добра намера, за сето тоа го направиме заеднички. Министре, ви благодарам за ова интервју. Благодарам. Да, тоа беше интервјуто со министерот Филипче. Сега да искоментираме неколку поенти од него. Лазаров, интересен ми е делов што го кажува Филипче, можеби вие сте го слушнале, јас прв пат го слушам, за тоа дека ќе биде загарантирано работното место на сите кои ќе завршат и ќе положат лекарска лиценца. Кажете ми, тоа као проект, како мерка, веројатно е добро. Може ли така да се задржат лекарите тука? Не може да се задржат така лекарите, како генерален став, а инаку мерката е коректна. Не го спориме делот дека е во ред како мерка. И тоа далеко од тоа дека тоа ќе направи некое сериозно тектонско поместување на подобро, да речеме. Знаете зошто? Не можам да се сложам со тој термин за гарантирана работа од една единствена и едноставна причина. Во една држава каде што во моментов има 700-800 места слободни, дефицитарни за медицински персонал, кое место не е загарантирано. Ние во моментот ни фалат доктори во бројка од 700 и 800, колку што кажа министерот, за која што бројка ние како асоциација не се согласуваме. Мислиме дека е нешто плюс и тоа сериозна бројка плюс од тоа, а годишно продуцираме од 200 до 250 нови млади лекари, кои што треба да се прво соодветно дисперзираат преди се по оваа држава, бидејќи кај нас не е толку генерален проблемот на дефицит како бројка, колку што имаме катастрофална дисперзија по Македонија. Че има градови кои што нема ни еден специјалист од одредена специјалност. И сега, за да би можел јас понатака да го коментирам овој проект, кој што го поздравивме и ние бевме на разговор со министерот, меѓутоа тоа беше пред неколку месеци на кој што исто ова што сега го слушнав беше и тогаш презентирано. Понатака од тоа нема ни еден исчекор на конкретизирање на тој еден систем како тоа би функционирал. Никакви детали. Од една страна, од друга страна зборуваме и за цело време разговараме во неколку. Како би требало тоа да се реши, дали со закон? Предпоставувам дека со закон. Од една страна, од друга страна е многу битно да не тоа само се воведе, него таа имплементација да биде коректна. Точно да се предвидат сите активности што треба да се направат, за да не решаваме повторно ќе кажам проблеми во ход. Работи кои што не сме ги предвиделе. Тоа бара сериозна, видете, менаџментот здравствена наука. Тоа не може да биде оставено на адхок решение. Ќе ми дозволите само да се надоврзам, бидејќи има пар некои прашања кои што не успеваме да ги отвориме како тема. Не би сакал прво како млад човек, второ како млад лекар да го сведеме разговорот на за мене тривијалности. Огромен е проблемот со паркингот во клинички центар, тоа не е спорно. Тоа не е главниот проблем. Имаме суштествени проблеми. Ние имаме колабиран здравствен систем без иднина. Имаме хибрид кој што само нешто додаваме на една диво градба, додаваме доградби. Значи, нас ни треба ресет луѓе. Значи, ние само продолжуваме една агонија која што сме свесни, бидејќи повторно ќе кажам здравствениот менаџмент и статистика и епидемиологија, како сакате кажете, точно екзактно има предвидено. Ние зборувавме за овој дефицит кој што сега е актуелен пред 10 години. За овие 10 години ништо конкретно не се направи. Велиме ќе ги задржиме лекарите со 26.000 денари поставена плата од оваа влада како државен просек за општ лекар. Не можеш да задржиш ти лекари овде, кога паралелно на 50 километри од ова студио е Косово, каде што 1200-1300 евра просечна плата за општ млад лекар. Како ќе ги задржите? Како ќе ме задржите мене како млад професионалец? Јас треба да посетувам континуирана медицинска едукација, семинари, конгреси со плата од 400 евра, а една посета на таков семинар и конгрес кошта толку колку што е мојата месечна плата. Понатаку слушнав и во изјавата, ќе оставам тоа повеќе на доктор Беговиќ, веќе е тоа нивни дел, да не се меша бруто и нето, ве молам. И дежурствата, тоа е нешто сосема друго. Кога ги спомнуваме дежурствата, до ден денеска не ни се плаќаат. Имате на секоја вечер, клиниките ги обслужуваат млади лекари специјализанти, приватни кои што не земаат денар за тоа. Дежураме 24 часа, од 7:30 до 7:30 другиот ден. Министрот вели дека има тука законски проблем, бидејќи се работи за договорено дело и дека нема начин да се исплатат. Видете, за мене е неприфатливо. Не може да вратиме мртов човек. На хартија можеме се да смениме. Прашањето е на волја. Како може да не се смени закон кој што континуирано го менуваме? Може да се смени. Значи треба волја. Она што го спомна почитуваната и претходно, нас ни треба веќе комплетно решение кој што ќе се имплементира. Не ни требаат на студии и испитувања на терен. До кога ние ќе испитуваме?
се соочуваме со еден екзодус лекарски луѓе, тоа е пресериозна работа. И не можам да зборувам со смирен тон. Ме сваќате, моите колеги од мојата генерација, последна генерација по тој југословенски систем на студирање, бевме 112. Повеќе од 70 не се во државава. За кое време да збориме ние уште, колку време треба да дојде? Нажалост, ова што ние овде го дискутираме и целава дебата, треба да биде ставено во функција и вокабулар да го разбере народот. Ние како медицинска фела, доктори, сестри, администрација и останати, се извинувам ако некого заборавив, ова ни е апсолвирано. Ова го живееме. Они многу повеќе од мене. И сега ние повторно влегуваме во едни циклуси на констатирање на веќе констатирани работи, а сериозно придвижување нема. Баравме да се платат дежурства. До ден денес не се случи. Волја има, ама не се случува. Баравме да се смени системот на едукација, се жалиме на лоша едукација, се жалиме на несоодветен трансфер на знаење. Нудиме конкретни решенија. Голем дел од овие колеги наши што работат во овие здруженија се луѓе искусни веќе на овие теми, работеле на курикулуми и на запад. Се едуцирали надвор, можеме, има начини како, меѓутоа тука негде застанува целата работа. Оние промени од оној фамозен закон на Тодоров, тоест целиот проблем каде настана во една реченица. Специјализацијата како доедукација после медицински факултет беше регулирана со правилник на медицинскиот факултет, бидејќи една динамична категорија за која што мора да постои флексибилност и некои работи да се менуваат у ход. Меѓутоа е лесно тоа кога е правилник, кога е закон е многу тешко, тоа го видовме во пракса. Се носи избрзано законско решение, непредвидени проблеми се јавуваат и ние после тоа треба да чекаме да идат у собраниски процедури, тоа трае со месеци, луѓето животите им поминаа. Младите колеги, овие еве и мојата генерација не можам баш да ја ставам во тоа, меѓутоа младите колеги, студентите не ја гледаат својата перспектива тука. Сваќате, они воопшто не сакат да влезат во овој систем кој што ништо не им овозможува. Значи за цело време зборуваме за обврски, што за нас дала државата, што дала за нас државата. Имате пола од популацијата на млади лекари сами ги платиле студиите, сами ја платиле специјализацијата, дежурале за без пари за оваа држава. Кој на кого должи? Да. Добро, немаме уште многу време до крај за тоа да преминеме Јовановска. Предпоставувам дека и кај медицинските сестри е ист проблемот. Вие имате една интересна статистика колку медицински сестри имало, колку има сега. Околу 8200 медицински сестри постојат сега актуелно во нашава држава. 11.000 сестри имало пред 5 години. Чуете колкав е и прво интересот за пишување на средните медицински училишта. Интересот е воглавном за, како што претходно кажавме, за одење во странство и за жал, морам да констатирам уште еднаш, и минатиот пат зборував, тоа што ни е горлив проблем нас, бидејќи ние мораме да покриваме возрастните искусни сестри, нешто што се вика сестри курсисти. Значи, дупло работиме нашите работни места, бидејќи се уште се регрутираат во нашата држава сестри кои што се на крај имаат истата диплома, не пишува дека е вонредно образование, значи во работнички универзитет постои многу атрактивно средно медицинско образование. Многу брзо го се завршува, без пракса, не се знае тамо кој предава, што предава, треба да се ревидира тоа комплетно и кој предава, што предава, дали воопшто се праќаат тие ученици да обавуваат некаква пракса и зошто воопшто постои вонредно образование за медицински сестри кога имаме неколку регуларни средни школи и високи школи. Верувајте, доаѓа кадар кој што апсолутно не е способен да влезе во функција на системот. Јас не сакам да ги вознемирувам нашите пациенти, ние тоа некако успеваме досега да го покриеме, меѓутоа тоа ќе биде сериозен проблем. Се повеќе, бидејќи, како што кажав, квалитетниот кадар, како што каже доктор Ненад Лазаров, заминува од Македонија. Тоа е факт, тука да не се лажеме. Ќе останат медицинските сестри кои што се образовани во работнички универзитет под сомнителни услови за многу кратко време и со сомнителни познавања на здравствената дејност. Тие влегуваат во системот и веднаш почнуваат за некое време да дежураат на клиниките, на интензивна нега и верујте не може да стигнат последните сестри да обуваат постојано надзор. Значи народски кажано, ако ви се падне таква медицинска сестра, Господа ви помогне. И ако ви се падне колешка, заедно со неја да треба да дежурат. Значи и тоа е проблем, велиме сега и од аспект на пациентите и од аспект на здравствен персонал. Тоа значи дупла работа за повозрастната колешка а за тоа се разбира не е наградена. Ментори, воведување на менторство, при вработување на медицински сестри го има во цел свет. Ние ги едуцираме, ги образоваме, ги ставаме во процесот без никаков финансиски надомест.
Значи, Министерството на труд и социјала години бараме да ја ратикува Конвенцијата 149 во која што е опишано кои се проблемите на сестринството во светот и како тоа треба да се имплементира кај нас. Нема слух за тоа. Исто така нема слух како што и минатата власт немаше слух. Имаме креирано закон за сестринство, не велиме дека е идеален, меѓутоа тој го ставија буквално го заборавија кога дојде новата власт. Претходно беше во собраниска процедура која беше минатата власт, не се донесе, велам не е идеален, меѓутоа нека се почне пак да влезе во некоја процедура, не велам дека ќе реши тоа се, меѓутоа и нас како синдикат ќе ни помогне бидејќи во него е опишано некои работи кои што ги тангира здруженијата, ги тангира државата, а не синдикатот конкретно. Да. Во услови кога нема законска регулатива за медицинските сестри, верувајте и ние како синдикат се занимаваме со работи кои што не се, речам, главно не се синдикални. Да, добро, доктор Беговиќ, го слушавме и министерот, отприлика одговара на вашите прашања кои ги имате во писмото, зборувавме за дел од работите и во текот на емисијата. Можете слободно да кажете и за тоа ако имате дополнителен коментар, но ни остане она прашање кое доста беше важно периодов и оние несогласувања што ги имавте и со лекарската комора околу законот за лекарска дејност. Ако дозволите, прво би дал некое свое видување на оваа изјава на министерот. Еве сега, мислам, јавноста сама може да заклучи кој е во право, кој не е, но не би сакал така да дебатирам. Едно што останува како отворен проблем се прашањата кои не се јасни. Независно од планот и проектот за новиот клинички центар, кој во секој случај како проект го поддржуваме и сакаме тоа да се реализира ван овој простор, ван оваа локација од многу причини. Не е јасно зашто, како што беше и програмата на владата 2017-2020 година, она што е наједноставно не го реализира, а тоа е единствен универзитетски клинички центар. Зашто уште се јавните здравствени установи дисперзирани по претходниот проект на претходниот министер? Тоа не ни е јасно, стварно мислам би требало со едно решение сето тоа да се реши, независно каде во моментов се наоѓа клиничкиот центар. Ние тоа апсолутно го поддржуваме и она што нас не ни е јасно, ако Министерството стварно има желба да тие, без оглед, јас разбирам ова и нашите млади колеги, се сложувам апсолутно дека се тоа вистинските проблеми, не е паркингот проблем, него ние кога излегувавме на протест рековме дека тоа е иницијална каписла на сите проблеми што се натоложени во здравството. И јас апсолутно го, не јас кога велам како председател, мислам на синдикатот на клинички во целост ги поддржуваме сите нивни проблеми. Ние имавме и состаноци и во Законот за здравствена заштита ги поддржуваме во сите нивни барања. Не ни е јасно, ако стварно има желба да Министерството за здравство нас ни олести на вработените, затоа што објективно тие плати што ни ги покачија, условно кажано 5% за сите вработени, со таа паркинг картичка не ги земаа назад, поготово за тие ранливи категории. Зашто Министерството за здравство едноставно не ги укине да побара од градски паркинзи, пошто еден буџет е. Министерството за здравство е газда на јавните здравствени установи, односно газда е на сите универзитетски клиники. Оно е основач на тие универзитетски клиники. Ако има желба да им подобри на вработените, нема потреба да чека од некој приватен газда, може со едноставна одлука да донесе решение за вработените во клинички центар, се одрекнуваме од нивниот, од тој приход од нив и кажуваме за нив ќе биде или бесплатен паркингот, или ќе изнесува 100 до 200 денари. Зашто да чекаме ние некој приватен газда? И на него да го условиме да ти ќе се оттрнеш од својата добивка и ќе има возможност на овие луѓе да имаат бесплатен паркинг.
Тие се две отворени прашања. Што се однесува до платите, мислам, и он е тој што дал овластување на нашите директори да подпишат со нас колективен договор. И јас овде ги имам анексите, како се подпишани, ви ги прикажав. Значи, он може да спори со секого, али со синдикатот на клинички. И едно да ви кажам, не може да мешате нето плата со бруто плата. И основна плата и додатоци на плата. Ова што ви го кажав е сигурно вистина. Ако сакате, може да ги прикажеме анексите на колективните договори, и тие се вистината. И во делот на таа изјава, толку би имал да кажам, во делот на зашто не комуницираме од јануар месец 2019 година, не би сакал да дискутирам сега преку медиуми, али тоа е вистина последниот контакт. А кои се тие лица од раководните тела на синдикатот на клинички центар, треба он да ги минува, тие немале овластување од мене, затоа што по статут и по закон единствено председателот на синдикатот го застапува преговорите синдикатот. Освен ако на лично се овој дел за... Доктор Беговиќ, за жал не истече времето. Ми сигнализираат од режија, а јас еве на крајот само би заклучил, еве да се надеваме дека после оваа емисија ќе ви се подобри комуникацијата со министрот. Гледаме дека има волја. Кажам ова ако може, само уште оваа реченица. Само кратко, да. Стварно ми е жал и ние не знаевме дека министерот имал желба да присуствува на оваа наша дискусија, на наша дебата. Би ни било мило. Министерот е наш, ние сакаме коректна соработка, далеку од тоа го почитуваме, али најмалце сакаме преку медиуми да комуницираме. За жал, во секое време сме отворени за соработка. Не сакаме преку медиуми покани. Да, добро, еве, ова е порака за крај. Ви благодарам на сите за учеството во оваа емисија. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една емисија посветена на здравството. Останете со програмата на Телевизија 24.